на 2 јули 2018 година сте рекле следното. Прашањето е дали Македонија навистина доби датум. Јас конечно ве поканувам да се израдуваме на убава работа и треба да се израдуваме. Македонија доби датум за почеток на преговорите во јуни 2019 година. Можам да читам многу одговори кои што биле ветувања и не се исполниле, господине Заев. Но со оглед на фактот дека оваа влада има уште 25 работни дена до крајот на својот мандат. Јас денеска нема да го искористам правото да поставам пратеничко прашање и ќе изразам задоволство за тоа што се приближуваме до моментот кога оваа влада ќе го види својот крај. Вакви примери, нема прашање, вакви примери имало десетици и десетици во собрание. Благодарам. Господин Димовски, ова е, се извинувам, катастрофален однос, ваш личен како пратеник, кон колегите пратеници и кон владата. И по деловникот, оваа седница е закажана како седница за пратенички прашања. Така да, уште еднаш ќе повторам, бидејќи сме искусни 20, ова е катастрофален однос прво кон колегите, после кон владата и кон председателот на владата. Господине Мисовски, точно рековте, искусен сте, и да не ја подсетувам јас само од минатиот мандат или од овој мандат, кога Павле Богоевски имаше вакво исто прашање пратеничко, господинот министер, координатор Сугаревски од оваа иста говорница има настапувано на исто овој начин, Зијадин Села и многу други пратеници. Пратеникот го искористи своето право, нема прашање, туку само констатации од тоа што господинот премиер од оваа говорница го има кажано, го има излажано и не го има реализирано. Буквално стенограмски што има кажано премиерот од оваа говорница и што е се тоа што е излажано. И ова не е прв пат. Ке ги смирите ли замениците? Овие сега што ова сега сценарио сакате да го правите, на институтот пратенички прашања, кога си правите своје сценарио на прашање од одговор и при тоа не дозволувате одговор да се даде, бидејќи вистината оде треба да се зборува, тоа сценарио ве советувам, апелирам до вас, да не го правите. Цела влада е тука на чело со премиерот Зоран Заев, спремна е да одговори на сите ваши поставувани прашања. Вакви приказни за мали деца не ви поминуваат. Пратеникот е должен, координатор е на замениците министри, ќе ве молам, координатор е на замениците министри, ќе ве молам. Господин Мицевски, стопирайте го време. Само една секунда. Ги молам представниците на владата. Ги молам представниците на владата да не дофрлуваат од место. Господине подпредседателе, вие имате право и да отстраните некој ако го нарушува редот од собранието. Значи, да завршам ако може.